Добар ден и среќен ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на нашето место и денеска сакаме позитивно да влијаеме на вас. Се надевам дека и денешнава гостинка ќе го сврти вниманието кон вас и со незиниот рецепт, но и со приказната за незината работа сигурно ќе ви се допадне на многумина од вас. Па можеби токму од денеска ќе добиете и вие желба да бидете сликари. Еве, тоа морам да ви го кажам. Поздрав до нашите гледачи ширум светот, сите оние кои што не следат на повеќе меридијани и се разбира најмногу поздрав до нашите редовни гледачи во Македонија, а и оние кои што веќе се дојдени од тугина за празниците, па сакаат да се одморат еве и во периодот на летниот распуст, летните временски интервали и можеби токму за прв пат не гледаат денеска, па затоа ве поздравуваме сите вас и ви посакуваме да си заземете убаво, удобно место и да не следите во денешното издание. Јас морам да кажам дека за моја големо задоволство и чест денеска си поканив супер гостинка, а незе си ја поканивме можеби пред 7-8 месеци. Јавно вака си фрливме ракавица, јас и господја Деса Иванова. Бидејќи заедничка миленичка ни е, затоа што е миленичка на македонскиот народ, на многу ученици и се занимава со ликовната уметност, познат сликар од познато семејство. Лара Ташковска. Добре ми дојде, Лара. Добре најдов. Здраво. Здраво. Многу чекавме да се дружиме. Ајде, повели. Како си, Милара? Убаво ми изгледаш. Добра сум. Така, расположена денес. Да, денеска ќе се дружиме. И јас сум расположена. Уште кога те видов во дворот како ме пречека, се израдував од сестраце. Јас и господја Деса си поканивме, јавно те поканивме, ама чекавме да си дојде времето кога ќе бидеме тука, нели, заедно со тебе. Прво да кажеме што ќе направиме, а потоа ќе прашувам за тебе. Ќе направиме еден вид салата која што се состои од свеж зеленчук и печен зеленчук. Ја ги обожавам тие комбинации на свежи печен зеленчук и обично секогаш додавам јатки и семки. Така. Во овој случај ќе додадеме и сирење или може тофу да се додаде исто така. Добро. Сите обично рецептите што ги правам, сакам да имам флексибилност за да можам да сменам некаква состојка која немам во моментот, така да како ќе припремаме, ќе кажам што може да се стави во замена. Да го исечеме сладкиот компир и цвеклото да ги ставиме на печење и ќе си муабетиме јасите. Ете така. Јас ќе се сечам. А така, твој рецептот. Јас можам само да правам чај. Додека ти работиш, јас да си направам чај за нас двете, рерната ја вклучив. Може. Ете така. Сладкиот компир нема да го сецкам во мали коцкички, затоа што не треба толку многу да се... Не му треба толку време да се пече, за разлика од свеклото, така да... Како ти е рецептот, така ќе го правиме. Цвеклото ќе го исецкаме на поситни парчиња, затоа што ќе ни треба малце побрзо да се испече. Добро. Лара, твојот свет е уметноста. Зборуваме за светот на оној кој што ти го работиш, кој што го создаваш. Го живеам, да. Го живееш. Од раните детства, како имаше една убава реплика, кажано додека сите деца играа надвор и додека живее во розови собички, јас живее во соба каде што имаше огромна слика со мравки. Тоа е чудовиште со 5 очи. Како беше тоа чудовиште? Сликата од тато 3 метри на 2 метри цел зид. И точно над мојот кревет, вака цела. Тоа било против стрес. Значи да. Тоа како се јачаат децата. Да, против стрес. Огромно чудовиште со 5 очи, а доле, значи мене ми доаѓаше тука кај главата.
мравки и некои скршени садови, некакви така пајажини. Се што треба да се стави во една детска соба на едно девојче. На едно девојче, тоа немало апсолутна врска со детска соба. Некако помладите генерации направија една модернизација каде што детето ќе има свое катче. Инаку ние повозрасните таква луксузна работа немавме. Немавте детски соби? Немавме детски соби. И мојата детска соба не беше со слика, но беше со еден огромен шифонер во кој што стоја сите нели облеки, постелнини, заедно со сестра ми си ја делевме огромна соба. Може. Мисле во фолија ќе ги ставаме, но ако, ајде и вака ќе ги подпечеме. Затворени? Не. Добро. Само што јас сега да ги ставам и цвеклата. Ако и цвеклото за да не можеме пола-пола. Пола-пола. За да не пола-пола. Чекаме многу време. Така, те вратив малку во детството, за да се насмееме и да им дадеме позитивна енергија на нашите гледачи. Да, тоа. И инаку мораме да кажеме дека за тебе гордост се и твојот татко, па и за цела Македонија и цела јавност, господинот Васко Ташковски и твојот дедо Ристо Ристовски. Значи, традицијата продолжува семејна. Да, 3 генерации правевме минатата година изложби, неколку низ Македонија ги споделивме со јавноста 3 генерации и сега во потрага сме по 4-та генерација. Ајде, ќе си дојде на местото, сигурно. За сега само мојот мачор е кандидат. Тој многу сака да оди во боите и после се цапа, нели, и све ми остава траги и на крај викам ништо, ако не ќе никој, може Душко да го направиме. Душко се вика? Јас чувам 5. 5? Да. 5 и мало маче имам сега, 6. Имав 6 и едно маченце, ама 6-тото еве некаде го нема, 2 недели. Дали е по девојки или е угинато од трујачи, не знам. Ама мојот ја не го пуштам од дома, иначе имам бенгалска мачка, тие се многу специјални и таа е полудива мачка. Диви се и таа шарми има поседни. Да, носите се тигар, а целото тело има силни шепи. И темпераментот е многу убав, имате баш како дива мачка. Значи спремен е да му ставиме на машина и ќе биде уметник. Прав уметник. Апсолутно. Браво. Браво. Сигурно ќе слика поубаво од мен. Навикнат. Добро. И јас сакам да сликам многу бара. Па треба да ми дојдеш во ателје. Ќе дојдам. Обавезно. Ми е мило, гледам, повеќе си ја насочувам уметноста во везењето. Тоа исто многу изработки и така да сепак е уметност. Тоа е уметност и е многу добро затоа што се работи со раце, се изработува со раце. Така да инаку во однос на училишните награди за ликовна уметност секогаш имав прва награда. Да? Имам и признанија на колонии, не знам што, но ете јас повеќе се насочив кон рачните изработки. И така, значи, таа трета генерација, 4-та уствари ја чекаме, освен Душко кој што сака да слика со боите. Браво! Да, па тој обожава исто во ателје да доаѓа. Знаеш кој ти пипкал во боите? Да. Па четките ги лови и обавезно кога ќе ставам слика, сака на неа да застане. Има специјална љубов, многу има. Браво, браво, баш е симпатично. Баш е убаво. Цвеклото поситно ќе го исецкам за да се испече побрзо. Ако. Затоа што и ако е малце крцкаво, се јаде нели цвеклото и поуживо. Ја го сакам кога малце нели кога не е многу меко. Да ми кажеше некој дека ќе готвам на телевизија некогаш. Па кај мене, немаше да верувам. Ете со љубов кај мене. Да. Да. Лара, самостојни изложби имаше во повеќе градови, во повеќе држави, сигурно многу ти значат сето. Тоа е дел од нашата работа и оваа година исто спремам сега во Охрид, во јули, 25 јули и во септември во Скопје.
Може да се погодам и во Охрид и во Скопе сигурно, супер. да си дојдам со љубов така за тебе. И ова е готово. Браво. Ајде. Вели? Да ги префрлиме. Јас сакам здрави рецепти. Не спомнав, значи може место сладокомпир може да се стави и тиква. Сега знам дека македонците не се навикнати тиквата солена да јадат многу, меѓутоа Се сакат блага или со млеко. Да, ама ова е многу убав рецепт ако не ви се погоди сладка тиквата. А често пати знае да се случи да не е доволно блага и затоа ќе си направите солен рецепт. Добро. Јас сега ќе ја поставам. Да, сега во редна. може да се стави Кога ми се музичките гости масло. велам тука ајде пејте. Масло тука треба да ставиме. Јас директно ќе одам на печење. Да, јас Ако? да, требаше прво да ги измешам сите во масло. Ако може и вака, хартијата од оздола нема да има никаков проблем. Ако видам нешто, јас ќе ги промешам со лажичка, не се грижи. Добро. Тука сум јас. Сол и повели. солца. Ти ги фарбавме јајцата. Со како јајца со рацете од цвеклото. Се фарба, не ти Да, дадов ова ракавички. требаше предходно да ставам во Добро. да ги ставиме да ги измешам Масло. сите. Да, во Добро. масло и во зачини. Може и Што ти е бибер. потреба сега? Добро, бибер. Бибер. Па промешај ги и- овде. Зошто да не? Може. Лажичка ќе ти дам. Може, тука ќе ги измешаме. Каен исто може да се стави, значи било што сака човек може да се И стави кари ќе ти додадам. Не кари, каен, пипер. Лут пипер, ама не мора. Буковка имаме. Не, И црвен пипер. не, многу сум Добро. фенси, А, не добро, сум се ја овие извинувам. са буковец, нешто. Нешто специјално. Добро. Па викам, ајде на телевизија са, да не биде нешто... Како кажа еднаш нашиот доен Круме Спасовски, сакам да направам рецепт, ама да не е многу прост. Да. Сега и ние истото, нели? Да, Сакаме да направиме Да, рецепт, да. ама кој што ќе биде модерен, Модерен, и фатлив. така. Ете така. За младите. За младите. Добро. Е, вака. И сега ќе ги ставиме да се печат. Добро. И како секој балкански рецепт, колку време се пече, додека не стане меко или додека не поцрвене. Ќе го дзиркам. Обично ја немам, нели, насоки ни за количина, ни за време на печење или на готвење, секогаш Ќе ја ставам. гледам. Ова печка многу брза и Добро да не биде тогаш внимавам на јак ја намалив, температура. сега повторно малку ќе ја зголемам и ќе го внимавам за да не ни Ние изгори, сме ќе тука горчи. готови. горчи. После што треба да се направи, ќе го ставиме Треба да се зеленилото сецкаат или одоздола. не? Не, Не, не треба да се нели сецкаат. како слоеви. Така Одозгора ги ќе ги редиш. ставиме Добро. печените Добро. цвекло и компир и ќе додадеме и на крај сирење, не ни донесува тофу, сакавме модерни да видиме тофу димено, значи може веганска варијанта, Многу нели тешко постна варијанта се наоѓало, ама ете, така... Да, добро, треба да знае човек Каде да го набави, да. Да. Тоа е добро за нели кога постат луѓето да се земат тофу Добро. место сирење. Ете, убаво Тоа е. ќе објасниш кој што си сака, нели, да си користи во сета ова програма на исхрана. Ајде сега малку раскажи ни приказка. Осен она детството, нели како што сама се шегуваш за детската соба. Јас ќе те запрашам, дали детството го поминуваше во Нижа поле? Да ти биде убаво. Дали го посети? Да, неколку пати бевме, ама не дека нешто многу сме. Не многу, така, да го посетиш, да го во- видиш местото, родното место на дедо. Да. Тоа е симпатично. Да. И прочитав во еден коментар дека тој сакал да го црта, бидејќи јас лично не го познавам, татко ти да, но дедо ти не, сакал да го слика животот на село. Да. Какви беа тие реалистични слики? Тој правец се вика наива, затоа што не е реалистичен пристап, затоа што
наивците обично немаат школа, односно не се професионални уметници, тој немаше, тој на доцни години почна да слика и така се разви во таков правец. Меѓутоа, се описни слики се гледат, нели, дали жена, маж, се копа, ткае ора, со коњи, со овци, со од секојдневниот живот, неговиот живот кој што го живеел. Така го представува после, ама тоа го прави, нели, како рекапитулација веќе на возрастни, односно на пензионерски години. А зошто одбрал да има дуќан за бомбони? Не знам тоа. Тоа е многу интересно. Вика сакал да шекерџија. Да, не знам, добро са тие времиња се, нели, тој бил во партизани, па после не знам во Европа. Убаво ми спомна за партизаните. Имам уште нешто да те прашам. Денешниот ден е таков, многу е револуционерен. Денеска сакам да те запрашам, баш имаш ти вика. Толку многу ја сакав уметноста и добивав петки на изложбите, награди и сето тоа. Не добивав никогаш награди. Во едно време многу сакав да цртам и постојано цртав. Да, љубов така. Награди не добивав, ама немаше училишни петки не знам, не е битно тоа. Важно многу сакав да цртам, додека не дојде пето оделение, да имавме наставник кој што не тераше да цртаме партизани и германци. Тебе тоа ти станало како фобија. И после замразив цртање. Ја уби во тебе приказката за цртањето. Да. Затоа што едно девојче треба да се разбере, значи малце образованието е насочено многу на некоја машкост, се учи за војни, не се учи за ништо друго. Другото се смеам заради она кажува... другата што следува, вика, нацртав толку една убава слика, тој ја зеде и ми вика, уште да имаше партизани на незе. Многу интересно. Цели сцени правевме, како напаѓаат, бомбардираат партизаните. Не знам, овие и секогаш мораше германците, нели, да бидат они у оган нешто, партизани во офанзива. Победници. И бомбардираат со овакви, со авиони. И после отидов на некој такмичење, тренирав пливање. И со јад се возевме прв пат во авион и се враќам, викам сега ќе нацртам се како бомбардират и јад напишав, јад бомбардира. Баш интересна била таа приказка, животна. А па наспроти од твојата приказка, ние имавме еден наставник, Јаким, не е веќе помеѓу живите. Тој беше една прекрасна личност која што ја сакаше природата. Дури сакаше да ни изнесува и надор да за време на часот по ликовно воспитување да сликаме во природа. Она што го гледаме со голо око. Значи, толку една разиграност, толку една голема слобода, учење на мешање на боите, правилни црти. Како да кажам, беше многу близок со нас, учениците, и ние сите сакавме ликовно. Дури оние огромните, кога излегоа големите блокови број 5, број 7, најголемите да ги носиме за ликовно. Да, тоа све зависи од наставникот. Затоа ти реков ќе те подсетам малку на тие интересни моменти кои што сите некако ги паметиме, нели, од школските денови. Да, апсолутно. И сега кога гледаш партизански филмови на телевизија, што не гледам. Викаш, па не гледам, драгче, зошто да гледам? Не. Веќе од сето тоа што си го преживеала како моменти однос на... Да, како дете, како девојче, малце, не ти се блиски некои работи и така не е пристапно до женскиот развој, образованието. Мислам, генерално се, ама особено... Кажи ми, тато Васко беше ли строга личност? Фала. Повели? Не. Инаку беше многу одмерен во однос на интервјуата кога сме ги правеле. Бил личност непосредна, да се муабети со него. Може за една слика да раскажува со сати. Јас така го паметам како таква личност, бидејќи повеќе интервјуа сум имала со него. Да. Значи не беше строг. Тоа. Сакаш ли шекерче или и тоа ти е модерно? Без шекер? Не, без шекер. Без шекер, модерно. Не, лимонот ќе го исцедам. Ако? Да добиеме додека муабетиме. Да, додека си муабетиме. Да, ова може и вака, може да се исече.
за полесно да се јаде. И мислам дека е тоа. Затоа што гледам дека индиските ориви веќе се солени и печени, иначе може и живи, свежи, сирови да се користат. И семките од тиква исто може по вкус да се печат малку со зачини. И тоа е тоа. Лара, едноставен ајде, брз рецепт. ќе помуабетиме за учениците. Пристигнуваат со многу љубов кон тебе, бараат спас, некои бараат надеж во нивната идна професија, затоа што затаиле некаде. Така. И ти ги усмеруваш и им помагаш. Како е сега да се биде од другата страна? Сега ти си наставник, нема партизани, нема Добро, германци. нема тоа и нема и има ChatGPT, Така. има телефони и многу е предизвикувачки периодот во кој што живееме, а ние не сме образовани Се уште со техниките. во таа насока да знаеме како да им пристапуваме. Меѓутоа, јас и од таа причина студирав валдорска педагогија во Загреб, така да имам доста познавање од педагогија и сега исто така изучувам сумна специализација за антропозовски пристап во ликовната уметност. Значи, која е целта на уметностите, конкретно за ликовната уметност и на каде треба да се насочува. Браво, си заземала убав став за поддршка на многу луѓе кои што ќе бараат помош од тебе. Тоа е од круцијално значење Так. да се знае на што сме и на каде одиме. Иначе во денешно време со вештачки интелигенции многу лесно може да се забега, особено младите. И во заблуда. И во заблуда, да се сочува душата, тоа е. Како велиме, во нешто е корисна, во нешто е многу опасна, затоа треба да се најдат тие баланси, Да. што е попаметно да одбереме или да се врземе за она што е реалното. Да. Треба во секој случај здрав разум и Така. кога се користи нешто да се знае зошто се користи, да се има свесност и да се дозира, да се секој себе ќе се види како Так. му е убаво. Лара, пак ќе си ја споменам нашата десе. Таа дојде со портрет нацртан од мене. Мојот портрет. Току бев среќна, воодушевена и го краси мојот дом. И кога и да погледам, јас изборувам со десе и со тебе. Значи, радоста ми е во душата. Таа кажа, вели, кога најтешко се чувствува во животот, кога и изгубив мојата сакана керка, дознав дека сум знаела да цртам. Но Лара ми помогна да ја се осознаам повеќе во уметноста. Сигурно, како наша десе, има и други луѓе. Колку им значи тоа враќање во светот, враќање во нештата кои што можат, она што сега ти го изучуваш, внатрешноста, душата да ја лекуваат, што најтешко се лечи, не? И да се лекува и да се И да пласира нешто во живот да има покажува. да доживеат движење на душата. Таа има многу портрети и гордо се со тебе, сигурно и многу други. Она се посвети доста на портретот и на сувиот пастел и добро ја оди. Многу добро. Многу ми е мило што продолжи, затоа што во еден период нели ковидот почна и веќе не се гледавме и така и ми е мило што продолжи, затоа што многу ќе дојдат нели додека работат, додека доаѓаат ќе работат после тоа. Имаш ли распоред кога возрастните кои денови да доаѓаат, кога младите, помладите, има нели? посебни Имаш и групи студенти? за деца, има посебни групи за жал доста студенти ми доаѓаат на ликовна академија и на Сакам да покажам од колку колегите. Да, уште треба да погледнеш. Макар да мислам со дека билувче. уште малку, сега ќе ти Да, не ми додадам. треба. Да, ова е доста Ја мислам брзо, дека е доста јак, доволно. може да е доволно. Да, доволно. Јас по осет веќе Па ти си више имам. профи. Да, Да, повели. цвеклото е доста уште тврдичка, ако е ова готово. Готова. Готови Да, се? готово. Готови. Според ова што јас... Многу ви убава. Да, премногу. Можам ли на даската си- за да ти биде поблизу? Може.
Извини, само пази да не те жежнам со ова. Значи имаш во однос на она што те запрашав денови кога возрастните. Да, посебни групи има и се нели по фокус не само по старосна граница, туку и по професионалност. А така. Иако мојата школа ја водам стрикно сега многу повеќе по-професионално отколку да биде нели нешто за разонода или за сликање и вино и не знам, има така доста такви овакви работилници кои што не ги работам повеќе. Мене ми е целта да научат професионално луѓето да цртат, да сликаат. Обавезно користам и презентации, мора со примери да се покаже, теорија има, се запишува, има домашни дома работат и така. Видов дека имаш и конкурси. Дали се тие конкурси на година, на месец? На година, на година. Од септември почнуваме, семестрално се работи, да. И се за да знаеме да упатиме гледачите. Да, кој што почнува од септември, се знае секој месец што се учи. Во следната година од септември малце ќе променам, нема да биде една група од септември до јуни, затоа што гледам дека денешниот начин на живот не им дозволува, не можат луѓето да се посветат цела година и ќе бидат посебни како тематски работилници, не работилници како курсеви, кои што може нели некогаш да влегуваат и да излегуваат. Ете, убаво поради работните обврски, некои имаат и работни обврски. Некои внучиња. Така, вистина. А децата ќе си одат цела година, тие школски така се. И се редовни, тие немаат внучиња. И колку за тебе тоа е љубов голема. Што треба да ти додадам сега? Сега најлесниот дел само овде треба да се само да, мора да те следат камерите некако да биде овде. Тука ќе ги поставаш. Да, значи ја обично не ги мешам, можете и да ги мешате сите состојки. Добро. Обично сакам да ги ставам нели како редови, така ми рече. Да, леери ќе кажам, викам ајде да не бидам ние младите. Добро. Многу странски зборови користиме. Затоа што потешко е да ги распознаат некои кои што него. Да, како слоеви. Значи одоздола се става зелена салата, може да се стави било каква зелена салата, може само спанак или марула или зелка или било каква друга свежа. Може да се посоли исто. Повели. Јас тука ќе ти ги додадам. Поблизу. Да. Малце, опошто зелената салата бара зачин. Ја обично не сакам многу сол да ставам, ама... Па затоа ни ова малецко лажиче. Да. Златно еврејско. Помалку. Добро. И рече, може и дури и ова да биде по избор на гледачите, доколку имаат сончогледово масло, доколку сакаат балсамико. Може и ладно цедени, сусамово, ленено, секакви масла. Може да се стави. Јас сега нема да ставам зетин тука, затоа што овие се... Добро. Да, тука има. Сега, овие не знам како да ги... Што сакаш? Ако со лажичка. Можам да ти дадам и сега овие се жешки, може да ги чекаме нели да се или гледачите да знаат да се оладат малце, да не видат жешки, и зелената салата ќе биде млака, после ќе биде топла. Така. И се стават. Добро. Убаво, вака убаво ми изгледа. Убаво е, многу убаво. И од јатките може да се стави и ореви, карамелизирани ореви исто може да се стават. Ја кога ти пишав, тоа, иначе после ми текна и можевме кој карамелизирани ореви да направиме. Ако веќе индиски имав јас запишано и ви предадов рецептите. Да, и затоа викам, ајде да не добро. Комплицирано. Цвеклото е малце крцкаво, што е многу убаво. Значи секогаш може вака да направите комбинација на свежа и печен зеленчук. Ова не ти треба веќе тавчето? Па да. Добро, го повлекувам, за да можеш сирењето да го средиш. Да. И сирењето го сецкаш? Прво може и оревчињата. Оревчињата.
да ги сецкам. Можеш целосно. Цели, нели? Јас обично нели, како што Да. си знаеме ние да си ги кршиме дома и кога ќе ми рипаат со ножот на даската потешко ми е. Ете така. Да, затоа што цели па не може да се Еве вака. да, Искршени. малку од тие. Че може оливчиња, може и други јатки, било какви јатки, јатките. Тука имаме од тиква. Да, Мислам, и тие се добро. и тие може и овие исто да се запечат, овие сега се сирови, меѓутоа Сирови. може да се Како рече ти фенси да бидеме. Да, нели? Ајде да Може и видиме. сусам да се стави и Добро. и сега сирењето Сакаш што ноже може да и го да се исечеш? стави, може и да не се става сирење. Да, не знам, ова може да се издроби, може да се изренда. Ајде, Значи, моите рецепти сети се може. Може Значи, вака, може добро, така. Најубаво е А не, да, ова е земеме- меко. Мислам дека нема да може да се сецка. Затоа ќе си нешто. земеш Да. вака како што ти одговара. И Директно од сирењето овде. директно и ќе си ставите и иначе тофу ако ставите исто ќе биде убаво за веганска варијанта и димено тофу ако користите не мора да се претходно да се нели тоа и зачинето е припремено, може и Директно да се употреби. Да. Добро. Затоа мислам дека е тоа генерално, другите зачини по вкус ако сака некој. Што ни треба плюс? Па Додаваме ништо. уште еден слој или не додаваме? Не. Вака треба да биде толку. убаво. Добро, Лара, да го поставиме да ни биде уметнички, Да. за да можам да ја видат и гледачите овој наш рецепт. А јас и ќе го побарам рецептот на денот, за да видиме кои се состојки ни се потребни за денешниот рецепт. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Салатата на Лара. Едно цвекло, еден сладок компир, микс од марула, рукола и бејби спанаки, 100 грама семки од тиква, 100 грама индиски ореви, 100 до 200 грама сирење, сол, бибер и други зачини по избор. Ете, драги наши, рецептата ни е подготвена за едно 4-члено семејство, а бидејќи овде правевме само за една или две особи, Лара го скрати рецептот и затоа, Лара, колку убаво име има мојата салата. Салатата на Лара. Ларина салата. Да, и многу ми се допадна. Морам да ти заблагодарам, бидејќи сме на самиот крај од нашето другарување за денес. Ти благодарам за убавата енергија, за приказката, ликовната приказка која што ја раскажавме овде на 3 генерации. Четвртата морам да си го поздравам мачерот, зашто и јас обожавам мачки. Ти посакувам многу успеси во иднина. Ајде ден ќе ја поседам школата. Ќе се договориме за да сликаме. Да видиме како моите раце дали заборавиле да сликаат. Да. Супер би било. И јас ти посакувам исто. Се најубаво и многу успех понатаму со емисијата и со се во животот што Благодарам. Ете, драги наши, на самиот крај сме на денешната емисија. Се надевам дека ви бевме интересни, забавни. Раскажавме една поинаква приказна за која што верувам ќе ја паметите и ќе ја запаметите мојата денешна гостинка. Доколку имате афинитети кон уметноста, пријавете се кај Лара, а јас ќе одам. Се гледаме, ве сакам.